имаше еден прилог на телевизија Алфа во врска со 493 грла крави во Крива Паланка, у кој што прилог бевте обвинети дека сте вршеле политички реваншизам, прогон против кравите. Знаат граѓаните за сите поплаки и за сета штета и за сите можни реперкусии кои што овие животни, кои што се комплетно напуштени, кои што се опасни и за кои што мислам дека сите здруженија за грижа на животните треба да реагираат, а ние водевме една голема битка за оваа работа и точно јас сум детално запознаен за овој проблем заради тоа што граѓаните пишувале ке мене, го знаеме тој проблем. Тие животни дојдоа и до мојата куќа, шетаат по паркот, шетаат по зеленилата, насекаде. Представуваат огромна опасност, а од друга страна никој не се грижи за благосостојбата на животните. Тие кои што денес го обвинуваат нешто, тие не живеат тука. Кога отидоа контролите, инспекциите на терен да проверат, токму тие господи кои што се представуваат како млади земјоделки, е констатирано дека се надвор од државата. И па како работа тогаш земјоделие и сточарство со толку напуштени грла кои што се опасно, се сите кои што оделе на кај Бугарија, на кај Девајр. Сите постојат илјадници снимки. Имаше обиди деца да бидат повредени или не дај Боже некој дете да настрада, да. Да, Љупчо Николовски е одговорен заради тоа што прекина исплатата на субвенциите према овие неколку субјекти, а претходно некој ги штител. Имаше еден обид на, ја би рекол, сериозна мафија во која што се прегнати и инспектори од агенции, ветеринарни и така натаму, и се открија огромен број на манипулации. И кога власта вели дека треба да владее правото денес и кога треба да секој сноси одговорност, ова е токму тој пример во кој што и граѓаните треба да бидат заштитени, и животните треба да бидат заштитени, но и треба да се сноси одговорност за оваа работа.